Почитувам председателя на Општинска изборна комисија и членови на Општинската изборна комисија, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија господи Здраковски и Јамалов, почитувани советници во Советот на општина Велес, почитувани представници на Македонската православна црква, почитувани представници на Министерството за внатрешни работи, почитувани раководители, директори, колеги, вработени во општина Велес и во другите институции. На почеток дозволете да им се заблагодарам од сестрце на Општинската изборна комисија и на сите избирачки одбори за спроведените избори. Ни доликува да спроведуваме вакви избори без никаков проблем, без никаков скандал. Одлична соработка помеѓу Општинската изборна комисија и општина Велес и сите институции за да имаме на 19 октомври еден празник, демократски, каде што се бира градоначалник и совет на општина Велес. Сакам да им се заблагодарам и на сите други учесници кои што помогна овој процес да биде успешен. На 19 октомври се случи првиот круг на изборите, каде што граѓаните на општина Велес недвосмислено и јасно испратија порака со победа на кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, но секако и мнозинство со 16 советници предводено од политичката партија ВМРО ДПМН. Да им честитам и за освоените мандати на втората политичка опција Левица, на СДСМ со по 3 мандати, секако и нашиот владин партнер, партијата ЗНАП. Јас сакам неколку работи да споделам од ова место, заради тоа што чувствувам, пошто 4 години ја водев општината, испратив неколку пораки пред 4 години, сакам да испратам и пораки после 4 години за наредните 4 години. Ова поддршка со над 11.000 разлика е голема чест, голема одговорност, но и голем притисок да испорачаме тоа што сме ветеле во предизборниот период. Сега имаме стабилно мнозинство, очекувам соработка со сите советници и со сите советнички групи, за да ги решиме долгогодишните проблеми на граѓаните на општина Велес. Ќе спомнам неколку. Тоа е да дозавршиме капната гража во централното градско подрачје и поштадот, за што веќе имаме обезбедено финансиски средства, да продолжиме да работиме на киот на реката Вардар и од левата и од десната страна, да го изградиме првиот парк шума во населба Керамидна, да го реконструираме градскиот парк за да можат нашите најмили да уживаат. После 20-30 години да вложиме финансиски средства во спортската сала Гимиджи, со обезбедени финансиски средства да го реконструираме противпожарниот дом и континуирано да вложуваме во пожарната и уште многу други проекти кои што се во програмата, а се однесуваат на секоја урбана и местна заедница. Тука пред нас се 20 партијници, за што сакам јасно и гласно да упатам порака. Соработката мора да продолжи како до сега и уште поинтензивна, да ги искористиме сите наши партијници кои што се по потекло од Велес, но секако да ги искористиме и нашите министри кои што се по потекло од Велес и сите функционери кои што доаѓаат од Велес. Мораме неколку работи општината во соработка со државата да направи во наредниот период. Конечно да почне и да се изгради новиот мост кај Башина село, зашто се обезбедени финансиски средства, за да не стравуваме дека ќе имаме блокади и градот ќе го доведеме во колапс. Заради тоа што имаме повеќе коли од колку што имаме домаќинства, мораме да изградиме обиколницата околу Велес, зашто очекуваме во 2026 година да заврши проектирањето, а од 2027-2028 да почне и реализацијата. Почнавме да работиме, но тука ни треба силна поддршка за еколошката обнова и заштита на езерото Младост, зашто сите политички партии сме сложни. Мораме да изградиме или реконструираме зграда во општина Велес и да го пренамениме во Дом за културата во соработка со Министерството за култура, со нашиот министер,
И секако, оно што го ветивме пред граѓаните е да работиме на нови простори за управните служби МВР, за колегите кои што работат таму, но сите граѓани на општина Велес и другите општини да добијат соодветни услови за работа. Тука се и директорката на градинката, тука се директорите на основните и средни училишта. Од тук испратиме на јасна порака дека децата ни се најзначени, најмили, најбитни и мораме да се грижиме уште посилно и уште позасилено во наредниот период. Ќе вложуваме во спортот колку што можеме, колку што не се на располагање средства, но да знаат сите клубови и сите спортисти дека тоа што го ветиме, тоа ќе го реализираме и дополнително ќе вложиме финансиски средства во културата за да продолжи зближувањето на нашите сограѓани. Тука е директорот на јавното комунално предпријатие Дервен. Од ова место упатувам порака дека уште хигиената треба да се подобрува, да се подигнува, платите да растат, но секако тука е општината да вложи финансиски средства за комплетна модернизација во наредниот период, заради тоа што животната средина, зеленилото и чистотата ни се многу битни. За да не зборувам премногу, заради тоа што ова е еден свечен чин, убав чин, каде што општинската изборна комисија го организира, сакам да кажам дека јас останувам истиот тој Марко Колев кој што граѓаните на општина Велес ме знаат во изметите 4 години. Ќе бидам на работа секојдневно, ќе остварувам контакти и со вработените, и со директорите, и со службата, и со советниците. Ќе остварувам контакти и со граѓаните на општина Велес. Те ме гледаат и по спортските и културните настани, те ме гледаат и по тротоарите, се со цел да останеме блиски еден кон друг. Ви благодарам за вниманието, да сте здрави и живи. Оваков процес ја посакувам да има секој 4 години мирни, фер, демократски избори, граѓаните на еден мирен начин да искажат својата желба и оправдана. Ви благодарам на срце.